Намалување на цената на струјата за 50%, но и на другите комунални давачки бараат дел од синдикалните организации. Предлагаат да се намалат цените на водата, ѓубретарината, уличното осветлување, парното грејење, зашто во земјава се поскапува, а никако да пораснат платите. Од независниот синдикат на камионските транспортери велат дека ако владата тоа не го спроведе деновиве, тогаш ќе ги повикаат граѓаните на, како што рекоа, револуционерна граѓанска непослушност. Во овој правец е и барањето за 50% намалување на цените на сите комунални давачки, како и услугите на интернет и телефонските провайдери и оператери. Значи, намалување на цените покрај на струјата, на водата, ѓубретарината, уличното осветлување, парното грејење. Наспроти барањата за поевтинување на струјата, премиерот веќе изјави дека струјата ќе поскапела и затоа требало да се инвестира во зелени технологии, иако токму Зоран Заев пред извесен период рече дека немало да има никакво поскапување. Сакаме зелена енергија, ќе поскапува и цената на струјата, не сега, но како ќе се реализираат инвестициите, така, ние веќе развиваме програми и после регулираниот период од 1 јули не очекуваме тенденции на покачување на цената на струја. Инаку од Регулаторната комисија за енергетика имаат надлежност за ревидирање на трошоците во 38% и во тој дел ќе ги преземат сите законски мерки за да нема поскапување. Доминантен дел од крајната цена ја одредуваат пазарни компоненти врз кои што РКЕ нема влијание, а тоа е цената на електричната енергија што ја набавува универзалниот снабдувач, мрежата на универзалниот снабдувач определена на тендер спроведен од владата и цената на електричната енергија од обновливи извори на енергија, вели Бислимовски. Паралелно заложувањето вртоглаво расте, цените на клучните продукти се зголемуваат. Македонија одамна е во црвена фаза, но наместо да реагира, власта демонстрира смиреност. Во серијата поскапување цените ќе продолжат да растат, а животниот стандард ќе опаѓа. Инаку Народната банка веќе предвиде зголемување на инфлацијата, која годинава ќе достигне 2,2%.